Потпишан меморандум за соработка помеѓу општините Ресен, Корча и Пустец. Градоначелниците на овие општини денеска во Ресен го потпишаа овој меморандум, кој има за цел да ја продлабочи соработката на општините на сите полиња, кои територијално се поврзани. Најголем акцент ќе биде ставен на економската соработка, како и развој на туризмот. Јас се надевам дека она што денес го поставивме како темел на една идна соработка ќе вроди со голем плод, затоа што ние на некој начин не само природно, географски, етнички и територијално сме на некој начин поврзани овие три општини и сме упатени на некој начин на економска, стопанска, културна, спортска и секаков друг вид соработка. На потпишувањето на меморандумот присуствуваа и бројни представници од бизнис секторот, кои разменија искуства и отворија простор за идна соработка. Многу повеќе ќе работиме на планот на тоа да општините Пустец и Корча во Република Албанија бидат вистинска трансверзала за нашите производи, за нашето стопанство, за нашата бизнис заедница кон пазарите во Република Албанија и обратно, општина Ресен да биде трансверзала на албанските производи, на албанската бизнис заедница, на албанскиот бизнис сектор за пазарите во Република Македонија и надвор од неа во соседните држави. Наскоро ќе биде формирано координативно тело за спроведување на овој меморандум, каде главниот збор ќе го има бизнис секторот. Сакаме ние со овој меморандум, сакаме да е подобро да се координираме, кој што спомна и градоначалникот Ресен, да се направи на координативно тело и да имаме конкретни заложби и соработки каде вистина ние соседни општини сме добар капацитет на туризмо и на економскиот развој. Производството на јаболко е една од гранките која ги поврзува овие три општини, а се планира соработка помеѓу општините и на тој план. Уште шума ранцешме баш по неј. Соработката во економското поле е најважна соработка и мислиме дека тука ќе е најбитното соработка во економијата и во соработка на агробизнисот. Иницијативата за соработка помеѓу овие три општини беше зачната пред една година од амбасадорот Стојан Карајанов, а со денешното потпишување на меморандумот истата стана реалност.